Големото повлекување на водата ги остави трските на суво, а рибарите заради калта и тињата едва ги внесуваат чамците во езерото. Драматична е сликата на брегот од Преспанското езеро. Алармантна е состојбата со Преспанското езеро. Преспанското езеро полека но сигурно изумира. Една година по катастрофата, Преспа во статус кво. Се остварија предвидувањата на еколозите и на експертите за дома дека не постои техничко решение кое ќе придонесе за брзо подобрување на состојбата на езерото и за враќање на оптималното ниво на водата. Преспанско е второто по големина тектонско природно езеро во земјава. Но тоа изминативе години се соочува со вистинска катастрофа. Главен виновник е човекот кој ги предизвикува климатските промени, кои се одразуваат врз намалување на количините на вода кои што дотекуваат во езерото, на зголемување на испарувањето, а секако околните земјоделци ја користат водата и за наводнување на земјоделските површини. Климатските промени не ја одат во прилог на Преспа. Со денови во регионот нема паднато капка дожд. Водостојот се намалува, езерото се повлекува и постепено го снемува пред нашите очи. Не може во моментот со магично стапчење и да го решиме проблемот со Преспанското езеро. Тоа мора да имаме долгоречни мерки и активности за надминување на ситуацијата. Мораме да се осврнеме на тоа што значи прекограничното оддржливо управување со водите на Преспанското езеро и да не забораваме Преспанското езеро еден од најстарите, значи да не кажувам 3, 4, 5 милиони години, нашето езеро старее. И ние треба и тоа да го разбираме, ние мораме да знаеме и првично кои се причините за се тоа што се случува, а тоа без научно-истражувачките работи, односно иновации во истражувањето, тешко можеме да дојдеме до точни податоци. Мониторинг станицата во Стење, изградена пред 6 години со меѓународна поддршка, дава можност за спроведување длабински научно-истражувачки работи. Во неа 2 пати месечно преку земени мостри се мерат квалитетот и квантитетот на водата, се прават хемиски, физички и биолошки анализи. Планот е станицата да прерасне во регионален центар. Наше мислење е дека главен проблем се климатските промени и водата во Преспанското езеро сите сме сведоци дека години наназад, значи се случувало и друг пат да е во ваква состојба па да надојди, сега е моментално многу ниско, што да, тоа придонесува уште повеќе да има тинест слој. Меѓутоа тоа не влијае на квалитетот на водата толку колку што влијае врз квалитетот на водата за водниве живи организми. Така да мониторинг станицата мислам дека во тој дел тука многу повеќе околу биолошката анализа може да придонесе. Евтимовска е раководител на проект спроведуван од невладината Еко-Герила Преспа, финансиран од Европската Унија, преку кој 15 средношколци од училиштето Цар Самуил од Ресен одат во мониторинг станицата. Тие, иако се израснати овде, за прв пат имаат можност во пракса да видат како се земаат и анализираат мостри, во каква кондиција е езерото, како се прави компостирање на отпадот. Идејата е да се креира нов наставен материјал, децата да бидат ментори, а алатките кои што ги нуди станицата за практична настава да станат дел од образовниот процес. Затоа што клучно за одржливоста на Преспанскиот регион е локалните жители да разберат што навистина се случува со езерото. Мониторинг станицата во Стење нуди огромни можности за практична настава на учениците од нашето училиште, затоа што тука во мониторинг станицата има современа лабораторија која што учениците може да ја користат практично за да го применат на теоретско знаење кое што го стекнале во формалното образование. Органскиот отпад е сериозна закана за Преспа. Затоа е важно учениците од овој крај да научат за компостирањето. Годишно се произведуваат од 100 до 150 илјади тони јаболка, некаде 10% се отпадни јаболка, значи отпадните јаболка, отприлика најмала количина е некаде 10.000 тони годишно. Органскиот отпад создава фосфор. Фосфорот ги храни, е основна причина за да се размножуваат алгите и ја гледате зелената боја. Прекумерно размножени алги, таа е зелена боја, е утрофикација на езерото.
Од општината велат дека за да може да се спроведат мерките за спас на езерото, е потребно да се донесе планот за управување со заштитеното подрачје. Без него, ние не ќе можеме да спроведуваме било која активност или мерка е предвидена за надминување на одредени негативни состојби во подрачјето. Планот е стигнат до фаза на нацрт верзија, направена меѓу прекогранична оценка на влијанието врз животната средина и за жал тука мене ми е жал на вистина никаков чекор од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање од во овој правец и во ова насока немаме ден денеска. Иако на терен нема големи промени, вниманието е свртено. Министрите за екологија на Македонија, Грција и на Албанија, земји кои што го делат езерото, почнаа да разговараат за можните решенија. И покрај драматично повлечената вода, преспаја живее туристичката сезона. Речиси се во изминатиот период беше фрлено на уредување на плажите. Но сезоната, како и секоја, ќе помине, а проблемот со алармантното ниско ниво на водата во Преспанско езеро ќе остане како жежок костен во рацете на централната и на локалната власт.